Добар ден, колеги. Врз основа на член 47 од статутот на општина Битола, службен гласник на општина Битола, свикувам седница на Комисија за спорт, млади и рекреација на Советот на општина Битола на ден 10.3.2022 година, со почеток во 10 часот со предлог на следниот дневен ред. Една точка, одлука за свикување на собрание на акционери на акционерското друштво ФК Пелистер АД Битола. Го ставам дневниот ред на гласање. Кој е за, ве молам да грени рака. Констатирам дека дневниот ред е усвоен. Значи, прва и единствена точка, одлука за свикување на собрание на акционери на акционерското друштво на ФК Пелистер АД Битола. Гордана е тука, ќе ни образложи. Фала, Зоки. Одлуката е за свикување на собрание на акционери, како што знаете, општина Битола со донирањето на 188 акции стана собственик на 250 акции, односно е единствен собственик на ФК Пелистер АД Битола. Во одлуката, освен тоа што се наведува дека согласно статутот и согласно Законот за трговски друштва, односно став 1 и став 2, дека е итно потребно свикување за акционери заради избор на органите на управување, и член 2, каде што за овластен представник кој што ги врши работите од надлежност на собранието, се именува лицето Спасе Ристевски. Спасе Ристевски ќе ги превземи сите действија и активности за представување на општина Битола во собранието на акционери, како и потребните одлуки за избор на органите за управување. А член 3 е совлегувањето на сила на одлука, престанува да важи одлуката која што претходно беше донесена за овластен представник на собранието. Можам тука да спомнам дека исто така полномошното има важност се до негово отповикување, односно не подолго од 2 години. Значи, веќе полномошното е истечено на претходниот овластен представник. Ви благодарам. Благодарам, Гордана. Отварам претрес по точката. Дали некој бара збор? Колега Корлевски. Едно прашање, ако може, значи, ова е представник кој што е председател на бордот на директори или е, значи, пак да не се разбериме грешно како на претходната седница, или ќе биде представник на акциите на општина Битола? Јас ќе одговорам. Значи, Спасе ќе биде, значи, само представник на собранието на акционери, односно тој ќе ги представува и ќе биде полномошник на акциите на општина Битола. Понатаму, значи, на собранието ќе се донесе одлука за управувачките органи на акционерското друштво. Според она што го имаме, мислам, пракса сега, значи, ајде по возрастните советници го знаат. Тоа не беше од редот на советниците, мислам. Бидејќи Спасе Ристевски е личност надвор од Советот на општина Битола. Согласно Законот за трговски друштва, значи, градоначалникот може да полномошти лице и Советот на општина Битола кој ќе ги представува акциите. Не е морално да биде од Советот на општина Битола и како што кажати, значи, обично е пракса, меѓутоа не мора да значи. Па сега, затоа ми е коментарот. Извинете, почитувани и од општинската администрација и останатите. Законот за трговски друштва е една, но Законот за локална самоуправа е сосема друго. Не може избрано лице да биде именувано. Тоа е законска одлука. Затоа не може, како велите вие, во име мое на градоначалникот да представува друг. Тој што е избран не може да биде именуван. Ние како советници, бидејќи сме избрани на избори, не можеме да бидеме именувани членови на управни одбори и така натаму. Не можеме да бидеме. Тоа е законска основа. А Законот за трговско друштво, како внатре ќе се уредува фудбалскиот клуб, тоа е сосема друга приказна. Тоа е сосема друга работа. Затоа мислам дека правно и прошлиот пат ви го кажав истото, меѓутоа не сакавте или да го разберете, или не сакате да го примените. Јас немам ништо против
лицето кое е спомнато. Меѓутоа, покажувањето дека градоначалникот може да направи што сака пред Советот, оти овде е подпишан председател Совет на општина Битола. Советот на општина Битола е изборот, телото кое ќе го избери членот, а не градоначалникот. Значи ги мешате работите. Не може избрано лице да именува. Или да биде именувано. Вие именувате, вика, ако не се избери лице од редот на избраните, ќе го именува, сам тој ќе оди на она. Не може сам да оди. Тој само му дава полномошно да го води собранието, да ја застапува општина Битола. Меѓутоа, ваша одлуката, полното мнозинство го имате во Советот, прекршувањето на праксата, да речем, начинот е, што знам, бегање од одговорност, значи нешто што е лице утре, значи како викате, 2 години во сила, па сега ќе престане одлуката, па ако му текне на нареден пат на градоначалникот ќе осмени некој друг. За да осмени некој друг треба Советот на општина Битола. Затоа и викаме, еве сега комисија за спорт имаме. Председателот ја врви комисијата за спорт, ќе оди на седница на Совет за да се ополномошни. Не знам зашто е таа желба да се прекршуваат правилата. Без оглед, значи, мислам дека, значи, немојте ме сватите дека лично, како општинска администрација, меѓутоа, Советот е прво тело и е посебен правен субјект. Моje размислување, може да грешам, не е точно, меѓутоа, според оние што се законски регулативи, мислам дека не треба да ги прекршувате нити процедурите, нити останатите работи. А за лицето Спасе Ривски апсолутно немам нити против, нити баш знам дека доаѓа од фудбалот, од ФК Пелистер, да биде член и апсолутно. Меѓутоа, не знам, мислам дека ја прекршувате процедурата. Заради тоа што Советот на општина Битола носи одлука која ќе ја донесол градоначалникот. Ако ја донесол градоначалникот, нека ја спроведи. Ама ако ја носи Советот, треба да оди од редот на Советот онака како што било години. И благодарам. Гордана. Одлуката најпрво ја носи Советот, инаку првичната одлука, кога се работи за фудбалскиот клуб Пелистер АД, односно одлуката за утврдување на интерес за основањето на акционерско друштво, отпочна од Советот, значи во Советот беше одредено лице во кое што ќе се овласти представник и ќе ги превземе сите дејства и активности во представување на општина Битола во собранието и да ги донесе потребните одлуки, да речем, за основањето на друштвото, акциите, да го согласи статутот на друштвото и така натаму, и да донесе на крај одлука за избор на органите за управување. Оваа одлука беше 2013 година, каде што понатаму, од кога се основа акционерското друштво во фудбалскиот клуб Пелистер, АД Битола, се донесе статут и во статутот стои дека се бира овластен представник на акциите и се издава полномошно кое што може да важи само за една седница. Значи тоа го има во статутот на ФК Пелистер и треба да се спомни. Значи ова полномошно, да речем, кој што ќе му го дадете на Спасе Ристевски, може да важи само еднаш за свикување на собрание. Тоа е во делот на правниот дел. Инаку во делот на одбор на директори и именување и назначување на членови, секако, значи, ќе има одлуки за измена и назначување на нови лица, кои што сигурно Советот ќе биде запознат со тие лица. Токму заради тоа, почитуван представник од општинската администрација. Значи, што го напоменавте во 2013 година. Значи, и тогаш тие што размислувале, и во наредниот период, и се до сега, одлуката да биде представник од Советот на општина Битола, тоа од советниците, не било туку така случајно. Оти во спортот, значи, точно е, едно полномошно важи само за самото собрание. И јас кога бев представник на кошаркарскиот клуб, и Зоран Петковски председател, и останатите што се представници на едно собрание, на едно ти важи полномошното. Меѓутоа представник на акциите
лице одговорно, зошто велам треба да биде од Советот? Затоа што го има полмандат, 4 години. Не еднаш. Значи во спортот знаеме, има победи, порази, може да се случи така смена што знам, на спортски директор, на тренер, на така натаму, и после да речеме, ај сега Спасе Ристевски, не знам, или па не е задоволен од платата, или не знам, било што, од било која причина, оти во спортот не е како во останатите структури, ќе дојди, 5 ти ќе си земат плата и така натаму. Сите победи ги носат играчите, ама сите порази ги носи спортскиот дел. Таа е та неблагодарна работа што ја однесуваат. И сега, наместо да ги растеретиме спортистите да си го работат во делот на организација на клубот, во делот на спортскиот менеджмент и така натаму, а советник да биде. Значи јас предлагам советник да биде. Представник на акциите кој ќе го свикува собранието и таа одлука која ќе се донесува на тамошни органи на собранието да биде едноставно одлука која ќе ми е потреба на фудбалскиот, кошаркарскиот, ракометниот и било кој клуб. Затоа ја донесовме таа одлука и претходната седница и за ракометниот клуб, значи колегата Вангелов да биде, и за кошаркарскиот Зоран Петковски. Сега во фудбалот правиме атко ќе биде лице надвор од Советот. Заради таа причина јас ви кажувам. И точно е дека едно полномошно важи еднаш, значи на едно собрание, затоа што кога ќе вадите акционерска книга, таа трае 48 часи. Затоа е полноважноста на собранието која што ја носи. Затоа е председателот на Советот на општина Битола тука. Затоа ќе би точка на дневен ред на собрание. Апсолутно неам, пак ќе речем, ќе повторам против Спасе Ристевски. Меѓутоа полната одговорност треба да преземи Советот на општина Битола. Мое размислување. Ако, значи предложете го кој било член на Советот. Тука нема никаков проблем кој да биде. Затоа што на крај крајава Советот на општина Битола е политичко тело, избрани од народот се. И тие одговарат за сите постапки што ќе се случува во акционерското друштво. Ова лице кој што е надвор од органите и телата не одговара ништо. Нити политички, нити и останати, нити било како за одлуките што ќе се носат. Тогаш го ставаме на тепет неговото личен кредибилитет во однос на акциите кои што се во собственост на општина Битола, а за кои одлуки секое формирање ги носи Советот на општина Битола. Затоа тука се одлучуваат и представници во управните одбори на јавните предпријатија. Се носи преку Советот. Јас како советник апсолутно ќе ја бранам таа апела дека треба Советот на општина Битола да го задржи својот авторитет во однос на донесувањето на одлуките. Ви благодарам. Некој друг дали бата збор? Благодарам колега Корлевски. Бидејќи никој не бада збор, ја ставам точка 1. Одлука за свикување на собрание на акционери на акционерско друштво ФКП листа Рада Битола на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. Против? Воздржани? Констатирам дека со 3 гласа за, 2 гласа воздржани, точката е усвоена. Со ова го исцрпуваме дневниот ред и завршуваме комисијата. Благодарам.